19-годишната Паулина Маказлиева, студент по право во Англија, земја каде што е родена и каде што живее, член на англиската репрезентација во карате. Е девојка која што минатата година, веднаш после трагедијата која што се случи во Кочани, беше поттикната и направи иницијатива за собирање на хуманитарни средства кои што се наменети за помош на настраданите во Кочани. Периодов таа предстојува во Македонија, земјата од каде што е незиното потекло, а ние искористивме таа можност за да поразговараме со неа непосредно пред да ја врачи донацијата што беше собрана благодарение на незината кампања. Паулина, здраво и добри дојде во Македонија. Здраво, благодарам на поканата и поздрав до сите. Паулина, ти минатата година покрена една иницијатива, беше иницијатор на кампања хуманитарна за собирање средства за Кочани. Како всушност се роди таа идеја и како течеше целата кампања? Епа, ова што се случи многу ме погоди, посебно што познавав некој што го изгубавме. Сакав да направам нешто за тие што замина и за тие што бе погодени исто така и да ја правам за мојата болка да биде сила. Така да направав GoFundMe page link и го поделав во интернет, значи во Facebook, во Instagram и многу успешно беше и многу медиуми во Англија и во Македонија го сподели исто и многу ме значи тоа. И исто така во факултет каде учам право правав како балкански, македонски пазар и тоа беше многу успешно и сите донација и пари што прававме одеше во GoFundMe page link и сите тоа ќе оди во болница во Кочани. Очигледно, таа страшна трагедија во Кочани кај тебе разбуди длабока емпатија и желба да помогнеш, но тоа сигурно не беше лесен предизвик да се стори нешто такво. Како всушност успеа да го реализираш сето ова? Си кажам на себе дека и мала акција може да прави промена, посебно во Македонија. Не бев добро, ама луцина и желбата да помогнам ме тера да продолжам. Сега кога веќе се заврши кампањата, како и кога ќе бидат искористени и наменети средствата за настраданите во Кочани, како ќе им помогнат? Епа, сите пари што се собра отида до лековите, како креми во болница на луѓето што се погодени и среќна сум што донациите може да ја помогнат на сите што бе погодени и за Кочани болницата. Твојата иницијатива мотивираше многумина да дадат свој придонес за да се соберат средства. Што би им порачала на сите тие што те поддржаа во твојата идеја? Би рекла само благодарам од срце до сите во Македонија и во Англија. Покажавте дека Кочани не се сами и дека македонците се кренуваат заедно како сонцето на нашето знаме. Имаш ли нешто да им порачаш и на сите останати? Не мора да е конкретно со тоа што се случи во Кочани, туку воопшто со животот. Затоа што од вас младите на вистина често пати и ние повозрасните може многу да научиме. Мојата порука е секогаш да помогнете на луѓето кога можете, да имате вера во Бог и да живеете со неговата љубов. Кога сме заедно можеме да направиме поголема разлика од колку кога сме сами. Прекрасен пример е, Паулина, ова што ти го направи, а сега би сакала малку да ја запознаеме јавноста и со тоа што останато правиш во животот и те окупира. Кажав дека си студент по право, но долги години се занимаваш и со карате и си одбрана како една од 6 репрезентативци на Англија кои што ќе учествуваат на светскиот карате надпревар на есен во Франција.
Ова многу ме значи, бидејќи работев многу време за ова и мојот тренер види потенцијал во мене и тоа многу ме значи. Горда сум на овој момент, ама целата благодарност и слава моја давам на Бог. Паулина, се чини дека навистина си многу посветена, многу работиш и си успеал, иако си многу млада, да оствариш повеќе твои соништа. И токму затоа ќе те прашам, имаш ли порака за младите кои што може би се на тој пат да остварат некој сон кој што не е лесен, патот до успехот е тежок и често пати кога ќе се сретне човек со предизвици може да се демотивира и да се откаже од твојот сон. Како да истраат на патот кон успехот и како да ги остварат своите соништа младите? Никогаш да се откажуваат. Само затоа што патот е тешко, никој пат да се откажуваат. Верувај си во себе, затоа ако не веруваш во себе, тогаш никој ќе те веруваат. И иако имаш тешки моменти и човеците те прават да биде потешко, само оди напред и никогаш да не се откажувате. Паулина, ми беше вистинско задоволство што можевме да го направиме овој разговор. Ти посакувам многу среќа на светскиот надпревар по карате во Франција и се надевам дека повторно ќе имаме можност да се дружиме пред камерата на телевизија Алфа. Благодарам на поканот и ќе правам се од мене да бидам успешно и да правам горди сите кои веруваат во мене во Англија и во Македонија. Со среќа, Паулина.